студиото во Вашингтон го гледате Newsflash, ТВ журналот на гласот на Америка на македонски. Вечерва со вас ќе биде Ведран Андоновски. Македонија ден по изборите. Синиша Станковиќ од Скопје јавува за согледувањата на меѓународните наблюдувачи. На денешната пресконференција мисијата на ОБСЕ ОДИХР истакна дека вториот круг на изборите во Македонија главно ги исполнил стандардите на ОБСЕ и на Советот на Европа за демократски избори. Задоволни сме што видовме мирна атмосфера и добро организиран изборен ден, иако некои аспекти од кампањата сериозно го намалија квалитетот на изборниот процес, изјави шефот на мисијата за наблюдување на македонските избори Питер Ајкер. ОБСЕ ОДИХР предупредија дека нискиот процент на излезност за претседателските избори е понатамошна опасно за неисполнување на цензусот, што може да доведе до неуспешни избори, особено кога се познати повеќе годишните проблеми со неажурираниот избирачки список. Нов претседател на Македонија е кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ професорот Ѓорѓе Иванов, кој на вчерашниот втор круг на четвртите претседателски избори освои 453.426 гласови, со голема предност пред против кандидатот од СДСМ Љубомир Прчковски, кој освои 264.492 гласа. Новиот претседател во првото обраќање на јавноста за своите приоритети, како претседател на Македонија, рече: Одговорноста за Европска Македонија, Македонија без Шенген визи, Македонија членка во НАТО. Ова одговорност подразбира и после изборите зафаќање со најсуштествените проблеми во оваа држава, пред се, знаете, спорот со нашиот сосед и проблемот со името. Според председателот на Државната изборна комисија Александар Новаковски, обработени се записниците од 99,93% избирачки места и според тие податоци исполнете законски определениот 40% цензус, односно излезноста била 42,61%. Денес е во тек 48-часовниот рок за поднесување приговори, но според ДИК изборниот ден поминал во мирна и демократска атмосфера. Над 90 луѓе загинаа, а голем број се затрупани во силниот земјотрес, што рано утрово го погоди местото Аквила во централниот дел на Италија, 110 км североисточно од Рим. Властите стравуваат дека трагичниот биланс значително ќе порасне. Според американските сеизмолози, земјотресот со епицентар во планинскиот регион Абруци бил со јачина од 6,3 степени според Рихтеровата скала. Според италијанските 5,8. Се проценува дека над 100.000 лица останале без кров над главата. Американскиот претседател Барак Обама смета дека САД и Турција може да изнедат модел на партнерство меѓу секуларни земји, што би ги премостило разликите меѓу муслиманските земји и Западот. Говорејќи на пресконференција во Анкара со домаќинот, турскиот претседател Абдула Ѓул, Обама нагласи дека двете земји треба да соработуваат во врска со контратероризмот, Иран и Блискиот Исток. Во подоцнежно обраќање во турскиот парламент, Обама рече дека обете земји се соочуваат со проблемите на економска криза, екстремизам и ширење на оружјето. Ниту една земја самата не може да се спротивстави на нив, порача американскиот претседател. Тој ги поддржа турските аспирации за членство во Европската унија. Американскиот амбасадор во Обединетите нации Сузан Рајс најави дека Вашингтон ќе продолжи да врши притисок за енергична резолуција на Советот за безбедност на Обединетите нации, што го осудува лансирањето во Северна Кореја на, како што се претпоставува, проектил од долг домет. На синоќешната итна 3-часовна седница членките на Советот не постигнаа согласност како да одговорат на лансирањето. Лансирањето во Северна Кореја предизвика серија меѓународни реакции. Американскиот претседател Барак Обама го оцени како провокативен чекор. Северна Кореја тврди дека лансирала сателит за мирнодопски потреби. Незините соседи и САД спорат дека лансирањето е параван за тестирање на технологија на балистички проектили од долг домет. Американскиот претседател Барак Обама вели: преземаа провокативен чекор што создава нестабилност во регионот и светот. Ако сакаат да појдат по вистинскиот пат, да се приклучат на меѓународната заедница и да излезат од изолација, се уште имаат можност, но засега не појдаа по тој пат и ќе работиме со меѓународната заедница за да испратиме енергична порака. И јапонски представници рекоа дека ова е провокативен чекор. Јужнокорејскиот портпарол Ли Донгван пак вели: разочарани сме од овој опасен потек што носи сериозна закана за Корејскиот полуостров.
Кина предпочита преговори пред конфронтација. Брус Клингер, аналитичар за азиски прашања од фондацијата Heritage, смета дека САД и сојузниците ќе имаат потешкоти да издействуваат казнени мерки против официјален Пјонгјанг. Кина и Русија ќе се противат. Владата на Обама ќе биде пред испит во колкава мера може да ги натера овие земји да се согласат на она што САД мислат дека треба да се стори. Прв пат по 18 години, односно од војната во заливот, Пентагон им дозволи на медиумите да присуствуваат на враќањето на американските војници загинати во странство. По добиена дозвола од семејството, владиниот оддел за одбрана им дозволи на камерите да го снимат ковчегот на 30-годишниот наредник Филип Мејерс во воздухопловната база Довер во Делавер. Мејерс загинал во експлозија на импровизирана направа на 4 април во Авганистан. Емисијата ја завршуваме со вести од светот на забавата. Боби Вомак, Джеф Бек, Литл Ентони, Imperials и рап пионерите Run DMC во Кливленд беа примени во рок-н-рол галеријата на славните. Сепак најповеќе внимание привлекоа хеви метал легендите од Металика. Во радио City Music Hall во Њујорк преостанатите Битлси Пол Маккартни и Ринго Стар настапија заедно по прв пат од 2002 и концертот во знак на сеќавање на почитатиот Битлс Џорџ Харисон. Четвртото приложение на Брз и гневен викендов оствари најдобра продажба во американските киносали – $72,5 милиони, потиснувајќи го на второ место претходниот рекордер, анимираниот Чудовишта и вонземјани. Од студиото во Вашингтон, ова беше Newsflash, ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски. Вечерва со вас беше Ведран Андоновски. Посетете ја нашата интернет страница glasnaamerika.com. Ви благодарам на вниманието и пријатна вечер.